Вие платите или оние луѓе кои што не се вработени уште на договор на дело? Значи имаме плати, кои што се платите енорно ниски, ви кажав, со судиите. Втор услов не се вработените по договор на дело. Имаме вработени, само да напомена, имаме возач на медицинска помош кој работи 9 години по договор на дело, без здравствено, без пензијско осигурување. Освен него имаме некои вработени по 10-15 години. Овие вработени Филипче ги запослил во време на кризата и ги оставил без здравствено, без пензијско осигурување на минимална плата. И тие вработени уште доаѓаат, држат цели одели. Значи, едно од главните приоритети е нивното вработување. Дали ќе се биде по пат на трансформација или ќе биде по пат на конкурс, да им се среди работниот стаж на овие луѓе кои што искрено заслужуваат да бидат вработени во овие јавни здравствени установи. Другиот приоритетни се специјализантите кои што излегува исто на овие протести кои што работат за плата самите од 26.000 денари и тие не беа здравствено и пензијско осигурени, да се средат специјализантите, бидејќи имаме ние моментално дефицит на кадар од доктори, медицински персонал, административен персонал.